Слава на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, прославувајќи го Бога со песната број 32. Од душе свет животворен ти дојде од небо. Deus prosper.
Од Божјото Слово ќе го прочитам Псалмот број 17. Послушај ја, Господи, правдата, чуј го мојот глас, услиши ја мојата молитва од искрени усни. Од Тебе нека ми дојде пресудата, Твоите очи гледаат што е справедливо. Испитај го моето срце, посети ме ноќе, искушај ме, но нема да најдеш ништо, моето уста не сгреши. Како што грешат луѓето според зборовите на Твоето уста, се сочував од патиштата на насилниците. Моите стапки ги држаа Твоите патишта, не се лизнаа моите нозе. Кон Тебе викам, Боже, зашто Ти ќе ме послушаш. Наведни го Твоето уво кон мене и чуј ги моите зборови. Прослави ја врз мене Твојата милост, о Спасителу, Ти кој ги спасуваш, оние што се надеваат на Твојата десница, од оние што се креваат против нив. Пази ме како зеница на окото, засолни ме во сенката на своите крила, од злотворите што се нафрлаат врз мене. Од непријателите на мојата душа што ме обкружуваат. Го затворија своето срце и со устата зборуваат гордо. Нивните чекори сега ме обкружуваат, сакаат да ме кутнат на земја. Тие се како лав што сака да раскине и како лавче што дебне потајно. Стани, Господи, пресретни го и кутни го со својот меч, спаси го мојот живот од нечестниот. А со својата рака, Господи, од луѓето на овој свет, чиј дел е овој живот, чиј желудник го полниш со своите богатства, така што и нивните синови ќе бидат сити, а остатокот ќе им остане на нивните внуци. А јас ќе го гледам Твоето лице во правда, и еднаш, кога ќе се разбудам, ќе се наситам од Твојот изглед. Се исправиме да се помолим. Господи Боже, Господи Исусе Христе, го славиме и го величаме Твоето велико име и Твоето свето име, бидејќи, Господи, Ти си причината за ние да постоиме денес, да бидеме живи, да дојдеме во Твоето присуство, да имаме заедница еден со друг, но пред се, Господи, да го бараме Твоето свето присуство, да го бараме Твоето лице. И како во псалмот што читавме, псалмистот вика кон Тебе, Боже, така и ние ово утро повикуваме кон Тебе, Спасителя, бидејќи Твојата десница е силна. Твојата сила се пројавува, Господи, во тоа што Ти ги менуваш нашите срца, ги менуваш нашите животи. Ти не ослободуваш, Господи, Ти ги опростуваш нашите гревови, Ти го исцелуваш нашиот живот и темнината што е во нас Ти ја просветлуваш, бидејќи Ти си светлината која што дојде во овој свет. Ти благодариме, Господи, и за овој нов ден кој што Ти ни го даваш. Ти благодариме за сончевите зраци, за природата, за се тоа што не обкружува околу нас, се што Ти ни даваш за да може ние да живееме, да функционираме, да ги гледаме убавините што Твојата рака ги има проткаено и створено. Ти даваме благодарност, Господи, за целата природа што имаш создадено. Ти даваме благодарност што Ти ги имаш создадено и нашите животи. Ти не имаш водено, Господи, Ти не имаш заштитувано до сега во нашите животи. Не исполнуваш со Твојата милост и благодат постојано. Како не би се завртеле, Господи, од нашиот грешен живот кон Тебе. Ти не повикуваш милостиво. Ти не бараш како што таткото го бара изгубениот син и го чека да се врати. Ти така, Господи, се однесуваш према нас.
Но Господи, пред Твоите очи не е мило беззаконието што се прави по лицето на земјата. Ти, Господи, го створи човекот во правда, во љубов, по милост, да живее честно и искрено пред Тебе, Господи, да ги помине деновите од својот живот. И ово утро, ние, Господи, сме свесни дека имаме грев во нашите срца и ние го исповедаме тоа пред Тебе, Господи. Те молиме, очисти не, прости не, обнови го нашето заедништво, Господи, со Тебе. И како што пеевме во песната и Те славивме и Тебе, Господи, свети душа, дојди и исполни ги нашите животи. Исполни ги нашите срца, Господи, со Твоето свето присуство. Ти ни ги даваш потребните дарови, да може да Ти служиме на Тебе, Господи. И од Тебе доаѓа се, свети душа. Преку Тебе е водено, за да може да отдадеме слава на Господ Исус Христос. Преку Тебе е плодот, кој што треба да расте во нас и треба да го има. Ти даваш се за една заедница да може да биде комплетна во се, Господи, да бидеме спремни за секое добро дело кое што Отецот го има приготвено за нас, да го завршиме во овој живот. Помогни ни, Господи, ово утро да се фокусираме на Тебе и на Твојата волја, да ги сосредоточиме нашите животи, нашите срца кон Тебе, Господи, да се фокусираме на Твоето присуство, гледајќи ја, Господи, постојано Твојата слава, Твоето величие. И така, Господи, ќе останат неволите и маките кои што секојдневно ги имаме во овој живот и страдањата. Тоа избледева кога споредуваме спрема славата која не чека во Твоето небо, Господи. Славата што Ти имаш приготвено на секој што Те љуби и го љуби Твоето јавување и Твоето повторно доаѓање, Господи. Ние чекаме, го чекаме Твоето доаѓање, Господи. И преку нашите молитви, и преку нашата служба, ние тоа и го забрзуваме кога ја исполнуваме Твојата волја, Господи, во нашето секојдневие. Ојачи не, Господи, сега, дај ни ја силата потребна да може Твојата волја постојано да ја бараме, а не нашата. И Твоето царство нека дојде, Господи. Води ова богослужба, се предаваме на Твоето водство, Господи, во Твоја рака. Сето тоа го молиме и бараме во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Амен. Ќе го прославиме Бога со песната број 57. Запејме ги зборовите на живот.
Спасите, слушайте за него, прекрасни сте, чудесни сте, зборовите наши. Прекрасни сте, чудесни сте, зборовите наши. Се раздасува по раката Сарато. Христос дойде, прекрасни се, чудесни се, зборовите наши. Прекрасни сте, чудесни сте, зборовите наши. Сите вас ве поздравувам ова неделно сончево утро во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. За Божја слава ќе се поучуваме од Светото писмо и ово утро, како што е пракса и секоја недела. За таа цел ќе прочитам од второто послание до Тимотеј, 3 глава 16 стих и 4 глава од 1 до 6, односно до 8 стих. Таму е запишено следното: целото писмо е од Бога вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Те заколнувам пред Бога и Исуса Христа, кој е готов да им суди на живите и мртвите, со Неговото јавување и Неговото царство. Проповедај го Словото, настојувај во време и во невреме, изобличувај, прекорувај, охрабрувај со сета трпеливост и со поука, зашто ќе дојде време кога луѓето не ќе ја трпат здравата наука, туку според своите страсти ќе си насоберат учители, за да им ги скокоткаат ушите, и ќе ги одвратат ушите од вистината, а ќе се свртат кон бајки. А ти биди трезвен во се, трпи го страдањето, врши ја работата на евангелист, исполнувај ја својата служба до крај. Зашто јас сум веќе излијан како жртва на левница и времето на моето заминување настапи. Извојував добра борба, го завршив трчањето, ја запази верата. Од сега натаму ми е подготвен венецот на правдата, што ќе ми го даде во оној ден Господ, праведниот судија, и не само мене, туку и на сите кои го возлюбија Неговото јавување. Во првата песна која што ја испеевме, имаше еден стих, една строфа, дека често пати световните убавини се често пати заносни и нашиот живот многу лесно може да се сврти кон тоа што само може да го видиме, тоа што е телесно, тоа што е физичко, и ние многу често може да бидеме заробени во една
таква средина, во една таква атмосфера и да не можеме да видиме ништо повеќе од тоа што е овој свет. И затоа и пеевме, и затоа и ние молевме Светиот Божји Дух да дојде, да го очисти нашиот поглед од тој занос, од таа страст што има во нашето грешно срце. Да не останеме само во овој свет, туку Светиот Дух ни дава нешто повеќе. Тој го просветува нашиот живот и го просветува нашето срце, за ние јасно да видиме како стојат нештата во овој свет. За ние јасно да го разбереме како е конструкцијата, моменталната конструкција на светот, кој што е отпаднат од Божјата волја, кој што е грешен и проколнат од Бога, и тоа Светиот Дух ни го открива на секој кој што тоа го бара, го открива пред се на верните. А исто така Божјиот Дух го просведочува светот за грев. Камо ли некој да се просведочи во својата отпадната состојба и како таков да повика кон Бога кој што е исполнет со благодат и Бог кој што е исполнет со милост. И го бара секој кој што е изгубен и секој кој што повикува кон Него за спасение. И во Псалмот читавме дека десницата Божја е спасува, ако ние повикаме кон Божјата сила за спасение и за исцеление. Тогаш светот во својата занес, во својата убавина избледува за нас верните. Не од аспект на природата и тоа што е Божјо творение и создание, и тоа е убаво за нас верните, но од аспект на грешноста и минливоста и пропадливоста што овој свет ја нуди. Тоа веќе избледува за нас и ние целиме кон повозвишени нешта, а повозвишените нешта всушност се скромните и понизните нешта во овој свет. Бидејќи и Христос, Божиот Син, кој што беше возвишен во славата небесна и ја уживаше славата од Бога Отецот уште пред создавањето на светот. И кога Господ Бог ги створи ангелите и тие небесни воинства да го слават постојано ден и ноќе, и Божиот Син беше таму и тој ја уживаше славата Божја. И од таа прославеност, од таа возвишеност, Божиот Син дојде и се понизе, и тоа е всушност големината на Христос, кога тој знае како понизно да дојде, како тивко да влезе во нашиот живот, да не просведочи, да го открие нашиот грефно пред Него и ние да се вратиме кај Него. Тоа единствено Бог може да го направи. И тоа е разликата помеѓу единствениот вистински жив Бог и Неговиот Син, Господ Исус Христос. Единствено Тој има вечен живот и тој живот ни го дава нас. И ако споредуваме помеѓу сите други останати религии, секој што тврди некакво познавање делимично на вистината, сите зборуват, особено источните религии, зборуват дека човекот е тој кој што треба само од себе да се избори, да стигне до некакво совршенство, да стигне до спасението. Но од кога е векот и од кога човекот е паднат, нема таков случај, не сме слушнале да некој стигне до совршенството, до спасението само од себе си. Се гледаат мотивите, зошто тоа човекот го прави, се гледа позадината, се гледат околностите и човекот отпаѓа во таа своја намера. И уште во старт мотивот е грешен, бидејќи тој тргнува со мислата јас сакам да направам нешто. Но Бог од друга страна ни го праќа Неговото слово и вели вие ништо не може да направите без мене. И кога човекот се смирува, кога човекот доаѓа до своето постојање, до своето битие, до својата тајна соба, кога ги открива своите тајни одаи на своето срце, своите сокриени комори, на своите желби, на својата волја, на своите мотиви, тој единствено човечкиот дух го знае во самиот себе. И човечкиот дух е како Божја светилка, тоа е совеста која што работи во нашите срца, ако не е затупавеена, бидејќи писмото не предупредува дека може и совеста наша да биде закоравена
и ние повеќе да не го слушаме Божиот повик за спасение, туку закоравени да си продолжиме во нашиот живот. Надворешно ништо нема да изгледа како нешто да ни е лошо. Напротив, со закоравената и затопавената совест, ние живееме во една безгрижност, во еден без стравопочет од Бога. И ние така го продолжуваме нашиот живот и мислиме дека добро ќе завршиме, а всушност нашата совест е прегорена. Од различни ситуации, најмногу од гревот кој што го допуштаме во нашиот живот, од тоа прегорува и нашата совест, и ние веќе не стануваме чувствителни и осетливи на Божиот Свети Дух, кој што ги размрдува нашите срца и повторно не пробудува. Ако е можно и таа затопавена совест, ако ние дозволиме Божиот Свети Дух да допре и до нашата совест, споредувајќи го нашиот живот со Светото Писмо, споредувајќи ги нашите мотиви, нашите акции, нашите дела, спрема тоа што Светото Писмо не учи и не поучува. Како што читавме во 16 стих, 3 глава, 2 послание до Тимотеј, вели, целото Писмо е од Бога вдахновено. И тоа е полезно за поука, за поучување, за охрабрување на човекот да продолжи да ги прави добрите дела кои што Бог однапред ги подготвил за нас. Кога Бог вдахнува нешто, во Светото Писмо, секаде каде што Бог го вдахнува својот дух, таму произлегува живот. И што е разликата помеѓу вистинското познавање на Бога и помеѓу само површното следење на некакви религиозни ритуали, традиции и обичаи? Религиозноста ти вели, има некаков предмет што ти треба да го обожаваш, нешто на што треба да се кланеш, да се молиш и така натаму. О, камо да беше така едноставно и лесно. Но Писмото ни вели, тие кипови што не можат нити да зборуват, нити да се молат, нити да слушат, немат ни уши. И такви се и тие што ги направи. Едноставно е човекот да избега од единствениот Бог преку обожавањето на некакви дрвени предмети од камен, идоли и така натаму. Тоа е најлесната варијанта на религиозност и на побожност, и тоа е од Светото Писмо осудено како идолопоклонство. Лесно ќе беше за живиот Бог да вдахнови некој предмет и да каже, еве тоа, на тоа се поклонувајте, тоа слушајте, тоа го поучувајте, но не е така. Секогаш кога Бог вдахнува, прво го направи човекот од земниот прав и вдахна во носалките животен здив и човекот стана жива душа. Тоа е првото вдахнување Божјо во Светото Писмо кое што ни е откриено. Тоа е човекот. Тоа сме јас и ти. Не е дрво, не е камен, не е нешто друго. Прво Бог во нас вдахнува живот. А лукавиот секогаш е тука да го растори и да го подкопа тоа што Бог го вдахнува. И на првите луѓе им го засади семето на сомнежот. И им рече, вистина ли е дека Бог рекол? Вистина ли е дека Бог зборува, дека е инспирирано тоа што Бог го зборува, дека е од Него и од Неговата волја? Па има и други начини, има и други модели. Зошто не јадете од гревот? Лукавиот дојде за да погуби, да откраде, да расторе и да донесе смрт. И тоа е Господ Исус Христос ни го вели. Но Христос дојде за да ни даде живот и да ни даде живот во изобилие, во изобилство. Не од тоа што го гледаме, не од заносот на светот, туку внатрешното исполнување кое што може секој човек да го има. И кога еден човек се обраќа за спасение кон Господ, првиот плод е радоста. Човекот се радува дека неговите гревови се простени, дека тој е измирен и го осеќа и го има мирот во себе, што Бог го дава во моментот на помирувањето. Кога една индивидуа се смирува пред Бога,
се покаја, ги исповеда своите гревови и тогаш Господ не исполнува со неговата радост и со неговиот мир. А лукавиот веднаш доаѓа и не чека ни момент. И го сее сомнежот. И прво напаѓа на радоста, напаѓа на мирот да го раскати нашиот мир. И повторно ние да се прашуваме, вистина ли е тоа што Бог го рекол? И ако се справиме, ако се избориме со тие првични напади од страна на лукавиот, и преку Светото Писмо, и преку молитвата, второто нешто што лукавиот доаѓа во нашите мисли и ни вели, тешко е да се стигне до светиот Бог, тоа е апсолутната светост и ти не можеш, бидејќи види каков си. Ти си грешен и ти си несвест, иако дури си поверувал, ти никако не можеш да стигнеш до спасението кое што Бог го дава. Тоа е понапредната фаза кај што лукавиот удира и кај што ние треба да се избориме. И во тој момент, во тие напади, повторно треба да се сетиме на Писмото дека доволна ни е Божјата благодат. Не сме доволни ние самите и тоа го знаем. Нашата светост е ништо, односно ние сме несвети во однос на Бог кој што е свет и кој што живее во непристапачна светлина за нас луѓето, тоа го знаем, но не преку нашите дела, не преку нашите сили ние ќе стигнеме до Божјата светост. Туку Бог има благодат, Бог има милост за нас и тоа е спасението кое што Бог ни го дава. Тоа е Евангелието кое што апостолите го проповедаат, дека човекот не се спасува само од себе, на човекот му треба спасител, бидејќи изгубена е ситуацијата, падната е човечката природа. Понатаму во пророк Езекијел, 37 глава, Бог го носи пророкот во една долина каде што има суви коски и го прашува пророкот, можат ли овие коски да оживеат? И тој му одговара, Боже, само ти знаеш дали е тоа можно или не. И вели, пророкувај на коските, ќе го вдахнам својот дух и тие ќе оживеат. И тоа беше символика со Израел, го споредува како е отпаднат, како едни суви коски. Ништо не е поразлична, драги браќи и сестри, нашата ситуација во Македонија. Еве последните статистички податоци дават дека живородени деца, бројот е драстично намален во последните 15 години. Има и по градови, и по општини, некој ако се интересира, може да се најдат податоци. И ние стануваме една нација на суви коски. Бидејќи ако нема млади, ако нема живородени деца, тогаш што друго преостанува за нас? И прашањето е и текако актуелно и за нас денес. И Бог преку Неговото Слово ни вели, особено на нас црквата, ние кои што сме верните, и ја исповедаме верата во и Христа кој што е воскреснат, кој што дава живот, а не смрт. Исто и за нас како нација, па и за нас како црква. Можат ли овие суви коски да оживеат? Може ли да се врати живот? И што да одговорим? Само Господи, ти знаеш. И што ни дава Господ на тоа наше незнаење, како одговор? Дека ние не знаеме, а Господ знае. Господ не остава во незнаење. Господ не остава во неизвестност. Ни го дал Неговиот Свети Дух. И вели, пророкувај, зборувајте, дека преку мојот дух ќе се произведе живот. Дека мојот дух е тој кој што раѓа нови чеда Божи. Не само на тоа материјалното и телесното раѓање, туку поважно е раѓањето духовно. Овој стих, целото писмо е од Бога вдахновено. Кога апостол Павле го пишува до Тимотеј, во тој момент се уште Новиот Завет не е конструиран целосно. Тоа е првиот век кога е пишувано и се мисли на Стариот Завет, сите писма, псалмите, пророците.
историските книги, книгите на мудрост. И не само апостолите, туку и самиот Господ Исус Христос постојано го цитира Светото Писмо и постојано вели ниту една цртичка, ниту една јота од законот нема да пропадне се додека се тоа не се исполни. Кога често пати беше прашуван за некои ситуации, секогаш ги водеше кон Светото Писмо. И тоа беше воделката за првите христијани. Во првиот век црквата, христијанството, бидејќи беше во својот зародишок, во своето раѓање, во својата сила, во своето основање, немаше Библија како ние денес, го имаше Стариот Завет и го имаше живото сведоштво на апостолите. Тие кои што има искуство и беа очевидци на Господовата служба, почнувајќи од Јовановото крштавање, преку неговата служба, преку раснувањето, воскресението и беа очевидци и на неговото вознесување. И тие го има правото на тоа апостолство, да ги поучуваат сите верници, да им откриваат за Божјата воља, бидејќи ги доживеа сите тие нешта кои што Господ им ги покаже. И првата црква функционираше без многу човечки напори, да кажем, без да има нешто материјално, без да се фали со нешто големо. Туку во едноставноста, но со силата Божја, првата црква многу брзо напредуваше во целиот тогашен свет. И првите 3 века христијанството немаше склопено Библија, ги имаше писмата, односно Новиот Завет, ги имаше писмата распространати од апостолите и блиски соработници до апостолите кои што пишуваа, и тие беа во оптек, додека кон крајот на 3-тиот век црквата ја склопи Библијата, и тогаш лукавиот удри со една друга тактика. Сега веќе кога го има и Новиот Завет, особено сведоштвото за Господ Исус Христос, ќе тргнеме Библијата на страна и да биде ексклузивна само за одреден број на луѓе. И тоа е особено на религиозните водачи. Тие само да имаат пристап, да не се преведува, и тоа беше борбата на лукавиот против Божјото Слово, кое што е инспирирано писмо во следните неколку века. Понатаму при измислување на печатарската машина во 15-тиот век, па и подоцна веднаш и со протестантската реформација, Библијата набрзо, многу брзо почна да се шири и сега е факт во последните 200 години многу се чити од страна на верните и насекаде преведена на многу јазици. Новиот Завет веќе над 7000 јазици е преведен. Но сега тактиката е сменета. И лукавиот сега има друг пристап и вели тоа вистина ли е дека Бог го кажал? И не, всушност ништо не е сменето, но пак удира. Но апостол Павле вели целото писмо е од Бога вдахновено. И е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата. Четвртата глава понатаму продолжува првиот стих. Те заколнувам пред Бога и Христа Исуса, кој е спремен, кој е готов да им суди на живите и мртвите, со неговото јавување и неговото царство. Зошто сега Господ Исус се појавува како судија на живите и мртвите? Нели во Евангелијата читаме дека тој е спасител, дека тој дојде не да погуби, не да осуди, туку да го спаси светот. Овде станува збор за судот, Христовиот суд, пред кој што сите верници ќе се појават. И не станува збор суд дали за спасение, дали за осуда, дали за живот, дали за смрт. Туку станува суд врз основа на нашите постапки, дела кои што ние сме ги направиле пред Христос,
дури вели за секој празен збор, непромислен збор, ние ќе одговараме пред судниот ден. И Бог го препушти судот на Христос. Зошто? Бидејќи тој е Божи син. И не само Божи син, тој е и човечки син. Тој во се е исто како нас, но воедно само што тој не сгреши. И добро е што нас ќе не суди и човечко битие, не само Бог во својата слава и во својата светост. И ние сите ќе добиеме праведен суд, бидејќи Христос од друга страна ќе го споредува и неговиот живот, неговата волја преку писмото и нашиот живот, дали ние сме останале верни на следбеништвото до крај. Дури кога сме сгрешиле, што сме направиле во врска со тоа, дали се враќаме кај Бога, дали сме се вратиле кај Него, или си продолжуваме да тапкаме и да заглавуваме се уште подлабоко и подлабоко. И за тоа ќе бидеме судени. Зашто не сме побарале спасение од Него за тој конкретен греф или во таа конкретна ситуација. Во Откровението е опишен како Христос, како Господарот над господарите и Царот над царевите, и од Неговите очи излегува пламенен оган. И не може да остане ништо сокриено пред Него. И целиот наш живот, секој момент од нашиот живот, иако можеби меморијата не ни е добра, многу нешто од нашиот живот ние ги имаме заборавено, но тие постојат и тие се запишани. Тие дури ги има запишани и во нашиот мозок, но само што не ни се напред ние да ги процесираме сите тие мемории што ги имаме од буквално секој момент од нашиот живот, а камоли кај Бога, кој што знае се, кој што согледува се и насекаде е присутен. А камоли пред Христос, кој што стана и човек и комплетно ја разбира човечката природа. И ние ќе одговараме, вели во писмото, дали сме барале Божјата волја, дали сме извршувале, што сме направиле со вистината која што ни е доверена, со даровите кои што Господ Бог ни ги дал. Што ќе направиме со тоа? Дали ќе го закопаме нашиот дар, дали ќе го раздвижиме, ќе го разгориме уште повеќе? За тие ситуации верните ќе застанат пред судот Христов. И таму нема бегање. Не можеме да го викнеме нашиот проповедник таму да содетејствува за нас, да посредува за нас. Да биде таму, нема посредник на тој судниот ден пред кој што јас и ти ќе застанеме. И колку побрзо го размислиме овој животот што сега го имаме на земјата, дека тоа нас не чека, толку подобро ќе биде за нас. И тоа нема да не направи ние да бидеме тажни или исплашени. Зошто? Бидејќи кога ја исполнуваме Божјата волја, Бог ни дава комплетна радост, комплетна сигурност дека сме во центарот на Неговата волја и му угодуваме на Бога преку послушноста, а не преку нешто друго. На Бог не му се мили жртви колку и ние да жртвуваме. На Бог му е мила послушноста на Неговата волја, така како што ни има објавено преку Светото Писмо. И на тој суден ден ќе застанат сите. И не можеме да повикаме адвокати. Не може кој да не брани таму, ќе бидеме јас и Бога, ти и Христос. Нема да има никој друг и целиот наш живот ќе излезе. И нема да има повторно судење, нема жалба, нема уставен, нема повисок суд, каде што ние нашата жалба ќе можеме да ја дадеме, бидејќи тој е врховниот судија над судиите. И не постои друг. И тој е праведен судија. И никој нема да добие неправда. Никој нема да добие неправедна осуда. Се ќе биде откриено, сите ситуации, сите околности, мотивите, како сме живееле, што сме работели, околностите во кои што сме се наоѓали. Сето тоа ќе биде прикажано пред Христос. Но има и уште еден суд во Откровението кој што го опишува судот пред Божиот бел престол. Таму е судот за сите народи.
и сите ќе застанат пред тој бел Божи суд. И книгите ќе бидат отворени, и сите дела ќе бидат прочитани. И колку ние како верници Господ во Неговата милост не остава да бидеме незапознаени со тоа што ќе се случува во иднината. Што ќе се случува при доаѓањето на Господовото царство. И уште сега да го прескроиме нашиот живот спрема Неговото доаѓање. Зашто ќе дојде време, 3 стих, 4 глава, кога луѓето не ќе ја трпат веќе здравата наука, туку ќе си платат учители да им ги скокоткаат ушите и секој во својата страст ќе дозволува да биде заблудан. И во првото послание до Тимотеј апостол Павле пишува во 4 глава, 1 стих. А Духот јасно вели дека во подоцнежни времења, односно во последните времења, луѓето ќе почнат да ги следат измамливи духови и ѓаволски учења. И ѓаволот е присутен постојано да го поткупа, да го разурне тоа што е Божјо, Божјиот поредок на живот, на изобилство во животот, на милоста, на благодат, на мирот со Бога, на радоста со Бога. Лукавиот постојано е овде присутен тоа да го уништи, да го откраде и да го усмрти. И затоа вовлекува и лажни, измамливи, односно таму зборот е на грчки демонски учења. Во почетокот и во црквата се вовлекуваат. И уште од самото основање на црквата ги има постојано. И некој библичар направил таква споредба, анализа, од кога постои црквата па се до ден денес, и вели нема ниту една декада во постојањето на црквата каде што немало страдање и прогонство на христијаните. Нема ниту една декада. Постојано има напади врз Божјото дело. И многу едноставно за лукавиот да се вовлече, и во рајот беше едноставно да се вовлече, а камоли денес во црквата која што е створена од луѓе, грешни како што сме ние, кај што сме подложни на разни искушенија од овој свет, многу едноставно да влезе со лажни учења. И да не ве чуди дека и раководните лица, и религиозните водачи, па дури епископи, подлегнуваат на тие лажни учења. И на почетокот тоа изгледа многу едноставно, тоа изгледува како ништо опасно, но малку по малку тоа семе веќе е внесено во црквата. И прашање на време кога заедништвото ќе се растури, ако водачите дозволат на такви лажни учења да се провлекуваат во црквата. Ако тоа го дозволат. И апостол Петар пишува за такви искривувања и вели, ниедно пророштво кое што е од Бога не може да се толкува кој како сака, бидејќи не зборувале од човечки, туку Божите свети луѓе зборувале носени преку Божиот свети дух. А сега живееме ние во време и таа тактика ја гледаме пред нас, на толкување на писмото кој како сака за најосновните и фундаменталните работи, за најосновната вистина која што Бог ни ја дава. И таму ако удри во суштината, во сршта, тогаш борбата, битката е веќе изгубена. И на искушението во пустината Христос, кога беше искушан од лукавиот, првото прашање беше, ако си ти Божи син, удре во идентитетот, во најосновното нешто, во неговото битие. Зарем на вистина Бог рекол? А гледаме дека и во Стариот Завет вистинските пророци Божи се разликува од лажните пророци. Имаше начин како општеството тоа да го разликува. Ако некој зборува во мое име, а тоа не се исполнува, тој е лажен пророк и заслужува смрт. Преку 400 пати во Стариот Завет само има напишано така рече Господ. И тоа се разликуваат
писмата кои што се инспирирани и од другите некои апокривни книги кои што се во писмото, но го нема тоа така рече Господ. А над 600 пати Бог вели. Други некои теолози велат, ако секаде се земат тие стихови кај што јасно изразна Божјата волја, тоа стана веќе и над 2000 места, 2000 стихови, кај што јасно се изразува што е Божјата волја. И на почетокот Бог рече, нека биде светлина. И бидна светлина. И во почетокот Бог го создаде небото и земјата. И Јован своето Евангелие го почнува, во почетокот беше Словото. И повторно во првата глава, 14 стих, и Словото стана тело. И тоа на нас ни открива една тајна, дека овој свет кој што е физички, во основата, во создавањето, тој е духовен. И може да функционира само кога ние сме усогласени со Божиот дух, а не кога сме усогласени со нашата телесност и со само тоа што може да го видим. Бидејќи Божиот дух се движеше над водите, а земјата во почеткот беше пуста и празна кога Господ Бог ја создаде. И Божиот дух повторно е тука и се движи над водите и дава живот тама каде што има пустелија. И Бог на некаков начин дувна во оваа земја, дувна во човекот и произведе живот. Дувна во коските, во сувите коски и даде живот. После воскресението, кога им се јави на апостолите, дувна во нив и им рече, примете Свети Дух. И тоа беше како проба за оно големото, за духов ден, за Педесетница, кога Светиот Божи Дух со шум на силен ветар, надување Божјо повторно се излеа врз апостолите, врз првата црква и така се роди црквата и започна да делува во овој свет на повторно обновување на Божјото создание, особено обновување на човекот кој што е направен по Божјата волја и по Божјото подобие и во Божјото обличје. Ќе дојде тоа време, пророкуваат и апостолите, а не знам ние што чекаме, подобри времења, во однос на вистината не. Нема да има подобри времења. Полоши времења и извртување на вистината нас не следат, но ти издржи до крај. Го советува апостол Павле на Тимотеј. И во моментот кога тоа го пишува, тој е по втор пат во затвор во Рим. И овој пат веќе му е јавено дека осудата е финална и тој ќе го заврши својот живот како страдалник за Христос. Затоа му вели во 6 стих, зашто јас сум веќе излеан како жртва на левница. Овде прави една компарација со Стариот Завет, старозаветните жртви, кои што верниците ги носеа во домот Господов пред храмот, кој што имаше дали левен принос, дали ситен или крупен добиток, и виното беше присутно постојано пред жртвата и се налеваше вино. И апостол Павле вели, јас сум еве како налевница, жртва на левница или како вино. Тоа е символика дека и неговата крв ќе потече за слава на Христос. И времето на моето заминување настапи. Во 7 стих, извојував добра борба, го завршив трчањето и ја запази верата. Во античка Грција многу биле посветени на здравиот начин на телото, како да имаш здраво тело, како да спортуваш, од таму потекнуваат и Олимписките игри, кои што и до ден денес ние ги имаме. Но и апостол Павле споредува и пишува и претходно, тоа телесното воспитување на човекот е малку полезно. Трае само за одреден миг, или над преворот, медалот и пехарот што ќе го добиеш, трае 2-3 дена радоста, можеби неколку месеци, но ништо повеќе од неколку години. Кај некои личности можеби со децени, но и тоа ќе избледе и ќе замине и ќе останат само некакви слики, сеќавања и некакви мемуари. Но вели воспитувањето во духовноста
има не само профит, бенефит за овој живот, туку има бенефит и за во вечноста. И затоа тој прави една компарација, споредба, спрема еден атлетичар кој што учествува во Олимписките игри во античка Грција и помеѓу новозаветниот верник, како треба да се однесува спрема Божјото Слово и спрема Божјата волја и спрема неговиот начин на живот. Како ние, барем 10% да бидеме посветени како еден атлетичар е посветен да го добие пехарот, првото место. Ние така да бидеме посветени пред Бога, да добиваме упатства, како треба да тренираме, како треба да живееме, колку треба да сме во тоа фокусирани. И на таков начин апостол Павле вели, и јас така се борев, и јас така го завршив трчањето. И сега што? А сега понатаму не е крај. Сега ме очекува венецот на правдата. А од овој свет апостол Павле не доби венец, тој доби меч. И историските податоци велат дека неговата глава е отсечена во Рим заради сведоштвото за Евангелието што го имаше. Тоа доби од овој свет меч, но праведниот судија кој што гледа, ќе ми го даде венецот на правдата и тој венец на правдата останува за цела вечност. И завршува во тој пасос, а и не само на мене. Сега тоа ветување апостол Павле го дава за целата црква и сите верници. И вели, не само на мене тоа ме чека, туку и на сите, на секој, кој што го возлюбија Господовото јавување. Во Псалм 139, добро познатиот псалм, пишува дека уште во нашиот зародишок, Бог го видел тоа во неговата промисла. И на некаков начин Бог се зарадувал за нашето јавување и во овој свет, бидејќи нашето постоење е неповторливо. Никогаш нема да има човек како тебе, нити пред тебе имало, ниту пак ќе има. Твоето постоење, твоята цел, тоа пред Бога е светиња која што ние треба да ја изживееме во овој живот и на овој свет кој што ни е даден од Бога. И Бог се зарадувал на нашето јавување, на појавување во овој свет, кога ние сме се родили и пред да се родиме, на нашиот зародишок, кој тоа може да го види од нас. Тие минимални молекули кои што се ствараат, тоа Бог го гледа. Сега прашањето за нас и ова утро е кога Бог така не возлюбил и го возлюбил нашето јавување на овој свет, како ние ќе одговориме на неговото јавување? Прашањето останува секој да се го одговори. Дали ќе одговориме со љубов или ќе го свртиме нашиот поглед кон Бог, кој што не возлюбил? Нека се исправиме да се помолим. Татко Небесен, Ти благодариме, Боже, што Ти не имаш возлюбено, Ти имаш, Господе, обдарено нас со безбројни милости и со благодат. И на таа Твоја љубов, Господе, Ти не оставаш во слобода да решиме како ние ќе одговориме, при тоа знаејќи ги последиците на нашиот избор. Нека, Господи, Твојата волја биде во нашиот живот. Амин. Од 112-та песна, бидејќи времето е малку одминато, првата и последната строфа ќе испееме заедно со рефренот. 112-тиот број.
Ясни се смири, за мене би умре на Голгота. Ме откупи на небеса. От Тебе да се скрива, сакам јас Христе мој, и примам моја сум Може децата да излезат. Деца. Останува наредната служба, исто така во недела во 10 часот наутро. И за крај ќе се исправиме и ќе завршиме со песната број 1. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат и останат со сите вас сега и во сите векови. Амин.